Судскиот совет му го одзема имунитетот на судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, откако претходно обвинителството го сослуша и побара куќен притвор за него. Сега на потек е кривичниот суд, кој веќе 4 часа одлучува побарањето на обвинителството. Таму и во овие вести е Маја Стојановска. Маја, има ли одлука од кривичниот суд? Тања, што туку ја добив информацијата од кривичниот суд дека судијата практично го одобри предлогот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а со тоа судијата Ѓоко Ристов заминува во домашен притвор, а исто така ќе му биде одземена и патната исправа. Како што кажа Ити, оваа одлука се очекуваше околу 4 часа, кога практично и самиот Ристов во присуство на неговата сопруга и адвокат пристигна овде во судот, пеш од зградата на обвинителството. Тој претходно во текот на денот таму беше сослушуван. Попладнево исто така и судскиот совет едногласно донесе одлука на Ристов да му биде одземен имунитетот како апелацијски судија, исто така го одобри и предлогот за одземање за куќен притвор, исто така донеси одлука за временно оддалечување од вршење на функцијата се до правосудност на кривичната постапка. Како што кажав, ова било едногласно изгласано од страна на 10-мината членови на судскиот совет кои што биле присутни на вонредната седница која беше свикана попладнево. Инаку Ристов се товари за кривичното дело против правно стекнување, прекривање имот и перење на пари и други приноси од казниво дело, откако во домот на неговите родители беше пронајдена сокриена сума од 350.000 евра во ѕид од куќата. МВР соопшти детали за тоа како практично тие дошле во до овие пари и соопштија дека му поднеле и кривична пријава, откако меѓу другото откриле дека тој пријавувал и лажна состојба на неговиот имот, но и на имотот на неговите родители. Па предлагам тука да ги чуеме деталите. Извршен е претрес во домот на неговите родители, лоциран во Неготино, каде на првиот кат, поточно во куинската просторија, биле забележани сомнителни околности за изведување на градежни активности, корекција на ѕидните плочки, пошто при отстранување на една ѕидна керамичка плочка забележана е дупка во која се наоѓале алуминиумски ролни во форма на цилиндер, спакувани во поединечни 13 пакувања, во кои пронајдени се вкупно 610 банкноти во апоени од по 500 евра и 225 банкноти во апоени од по 200 евра или вкупно 350.000 евра. Така како што кажав, значи и на самиот почеток, со ова одлука на судијата на претходна поставка, судијата Ристов и официјално заминува во куќен притвор. Тоа би биле сите детали од оваа студија. Ти благодарам, Маја.